Двајца охриѓани можат да го променат ликот на Скопски центар. Откако Уставниот суд на иницијатива на двојцот повтор пат го укина мораториумот за градење, последна надеж за спас од бетонирањето на општината се гледа во Министерството за транспорт и врски. 16 декември, Уставниот суд преку соопштение известува за донесените одлуки на 34-та седница. Најдолу на листата онаа за центар, за победена постапка по иницијатива на Александар Илиовски и Игор Влакевски, жители на Охрид кои сметаат дека општината ги добила во нееднаква правна положба луѓето кои имаат недвижен имот во срцето на Скопје. Двоецот е непознат за пошироката јавност. Ваквата одлука на судот најавува зелено светло за градежните машини кои чекаат амин по овој временски вакуум да почнат со бетонска офанзива. До сега не помогна ниту укажувањето од општината до Уставен дека сите урбанистички планови што се опфатени со одлуката не се усогласени со генералниот урбанистички план на град Скопје. Деталните урбанистички планови кои се опфатени со одлуката од страна на општина Центар се констатирани како штетни и како локална самоуправа сметаме дека директно и индиректно ќе влијаат врз загрозување на животот и правата на граѓаните кои произлегуваат од планската документација, доколку останат во сила, смета општината. Борбата за хуман живот во бетонската џунгла продолжува. Советот го задолжи градоначалникот Саша Богдановиќ да спроведе постапка за суспензија на нелегалните урбанистички планови и со наодите за утврдени прекршувања да се обрати до Министерството за транспорт и врски. Иницијативата е на советничката Јана Белчева Андреевска, која се повика на членот 23 од новиот закон за урбанистичко планирање. Никако не можев да претпоставам дека токму Уставниот суд ќе рече дека законите сепак не треба да се почитуваат. Пораката што се испраќа од оваа институција со оваа времена мерка е поразителна за сите кои се обидуваат да направат некакво поместување, да го вратат достоинството на живење во овој град, особено со оваа одлука што сме ја донеле во општина Центар, каде што низ стручна ревизија е докажано дека тие сите планови кои не се извршува мора да бидат заменети со законски планови, а не со решенија кои одат на штета на развојот на центарот на градот и воопшто на квалитетот на живот во овој простор. Од Министерството за транспорт и врски за само прашај велат дека до нив се уште не се доставени документите. Градоначалникот Богдановиќ информира дека постапуваат, но тоа не оди брзо, бидејќи треба да се донесе стручен наод за секој план поединечно, во кој ќе бидат наведени неправилностите. Топката од локалната се префрла на централната власт, а како што вели Белчева Андреевска, институциите сега имаат шанса да покажат дека им е важен интересот на граѓаните на Скопје, кој забрзано го губи својот лик. На градот воопшто не би рекла дека само на центарот му се случува еден за мене интересен термин е урбицид, а тоа е нешто што е практично убиство на градот, убиство на неговиот дух, убиство на она што се вредности на градот, како да се носат одлуки не за градот и за граѓаните, туку само за приватни интереси. Ако Уставниот суд вака продолжи да одлучува и ако институциите не застанат овој пат на страна на граѓаните, мислам дека разочарувањето ќе биде поголемо и ќе се види дека приватните интереси може да надвладеат над јавните интереси и над јавното добро. Со тоа мислам дека ќе паднат маските. Советот на општината на крајот на 2017 година донесе мораториум за градба, со кој беше стопирана реализацијата на 31 детален план. Тогаш иницијатива до Уставен поднесоа Градежната и Стопанската комора на Северозападна Македонија. На 20 март судот времено го укина мораториумот додека не се донесе одлука дали е тој законски донесен и во согласност со Уставот. Но и локалната самоуправа повлече потек, донесе нова одлука за мораториум, со која деталните урбанистички планови кои се спротивни на генералниот урбанистички план на град Скопје нема да се применуваат. Уставен и ова го стави под мраз. Последната одлука на Уставниот суд за времено укинување на мораториумот за градба во општина Центар, по кој знае кој пат ја отвори дилемата. Дали институциите кои што ги плаќаме го штитат јавниот или приватниот интерес?